Прво се ви благодариме што патите дел нашиот подкаст да дискутираме за голем дел темите што ви ги начнете во вашиот мајстравен говор што го во осврнијето која беше за образовните реформи сега спомената. Со дел од тие проблеми што ги начнавте пред се не интригираше затоа што со голем дел од тие работи ние се соочекуваме како студенти и ние очекувавме дека од другата страна како професори, дека и од другата страна експертската јавност се соочува со исти проблеми кои што соочуваме и ние, односно постојано тоа што е мнозинство не го представува дека е малцинство, нивното малцинство го представува како мнозинство. Ако може да ни објасните како се чуваше целиот што ви баш тоа објасните дека сте бил во години во тој образовен реформаторски процеси во времето претходната влада и во сегашната влада, ни објасните како со целиот процес тогаш и сега, затоа што вие исто така кажавте дека тогашниот премиер градоначалник на Струмица Заран Заев се согласил со вас дека деветолетката например не треба да биде воведена затоа што нема доволно аргументи. Меѓутоа сега кога нема доволно аргументи зашто треба историјата да влезе во другите аргументи, се јави да се сложи. Ако може да ни објасните целиот тој процес како се одвиваше, зашто дискутиравте дека и Мано председателот од лични извори знаевте дека не бил повикан, иако се дискутираше дека бил повикан. Например, некога се обидуваме со Мила Царовска да правиме дискусија, ние полесно ни стапиме во контакт со некој, да речеме, заменик премиер на влада или самиот Заев евентуално, со Царовска, немаме никаков контакт со нејза. А кога со него имаме, ќе не стави на чекање, па дискусии и постојано се затварат во тој некој шаблон, кај што дискутираат со сите истомисленици. А ние младите, не само ние младите, туку Кире како дел од студентскиот пленум што беше на времето и многу навлезен во образовните реформи, како и другите. Александар, Боријан, сме студенти дипломирани дел од тој образовен процес, што сакаме, да, кој што сакаме да направиме некаква си општествена промена. Меѓутоа, постојано наметуваме на тој клиентелистички пристап, каде што ќе се спуштат во разговор со вас по телефонот си кажавме, како ни рековте, што вие не сте дел од тој затворен круг, кај не затоа не сакала да дискутира со нас. И Манул Опус, студентскиот парламент при фондус, така сакаше да има дискусија со Мила Царовска, беа одбиени. Уким студентите беа одбиени. Кои се тие невладени што стојат за нејзе? Ако може да го објасните цел тој процес, тие прашања што ги поставите, неколку пада точно дискусија. За почеток, прилично добро. Прво ви благодарам што се сетихте на мене. Ви благодарам и за убавите зборови, ама немојте веќе да ги истурате, бидејќи јас се чувствувам непријатно кога добивам комплименти. Маестрален говор, никош не се гледав така, ама ајде. Ај сега да се вратиме на... Оти имаше серија. Одиме едно по едно. Како беше процесот тогаш, усваѓањето тогаш во образовниот процес? Се рековте дека сите образовни реформи како да пропаднаа. Се сложувам со тоа дека никогаш сега не било введена некоја реформа, таа што била введена била некоја си замачка и очи евентуално. Како се доведе процес? Образовни реформи има од најниско ниво, да речеме од предшколско и основно школско образование, па до високо образование. Некој од нив во мојот не така краток живот биле добро обмислени, некои не биле ни најмалку обмислени. Да речеме во 76-та година, минатиот век, имаше добро обмислена реформа за високото образование. Носител на идеите беше тогаш единствената партија. И она што беше ставено на хартија беше навистина добро. Реформата се состоеше во тоа што сите дисциплини, сите идентични дисциплини на различните факултети на тогаш единствениот или еден од двата универзитета, да се обединат на едно место. Тоа има логика. По линија на таквата логика функционираат, да речеме, департманите на универзитетите во Соединетите Американски држави. Велам, на хартија беше се извонредно. Она
кај што потврди реформата на универзитетот со голема да тоа што се зборуваше за тоа, тоа беше цел проект. Беше обезбедувањето на механизми да се спроведе идејата до крај. Говориме значи дека сите математичари на УКИМ ќе дојдат на факултетот за математика тогаш. Сите физичари на факултетот за физика, сите хемичари на факултетот за хемија, хемискиот факултет тогаш. И така натаму и така. Ама пропуштија да кажат како тоа ќе се спроведе за оние што ќе решат да се и наетат. И да речат не, неќам, јас сакам да си останам на, да речеме, технолошко-металуршкиот факултет, ако таму предавам хемија. Немаше механизми на принуда. Фактички, излезе дека ако е човек доволно безобразен или тврдоглав или упорен, тој може да си го истера своето. Бидејќи нема начин да му речат дека слушај, ова е закон. Да. Секој закон мора да се почитува. Тоа беше една лоша работа, од која што потоа произлегува и други лоши работи. И така, прекрасниот на хартија проект за реформа на универзитетот пропадна. Тоа е судбината на сите големи и со благородни идеи задоени проекти за реформи во образованието, независно на кој ниво на образованието. Да речеме, идејата на Шувар, Стипе Шувар, стар југословенски политичар, потоа беше председател на социјалдемократите од Хрватска, откако се распадна Југославија. Неговата идеја беше дека ние треба во средно училиште да ги подготвуваме децата за конкретни активности кои ќе го завршат тоа. Да речеме, некој ќе учи кожарско средно училиште, па ќе се запосли, ќе најде работа во индустријата за кожа. Некој ќе учи гумарско, па ќе најде работа во индустријата за гума. Ќе произведуваме, значи, готови профили. Идејата е благородна, не можам да речам дека беше толку добро обмислена како идејата за реформа на Скопскиот и Битолскиот универзитет, ама идејата е благородна и би можело да даде резултат кога би се спровела доследно. Изгледа дека дури и во ситуациите кога некои работи беа повеќе или помалку обмислени, добро обмислени, она што недостасуваше беше механизам сето тоа да се спроведе. Мода е денес терминот имплементира. Да го чуете 40 плюс години, не ќе знаем што значи. Денес веќе сме напреднале и многу повеќе од тоа. Значи, не ни се потребни добри идеи за ние да ги спроведеме. Секоја идеја што мене ќе ми зазвучи добро, ако сум личност на позиција, а тоа значи премиер, министер, вице-премиер. Јас ќе ја спроведам, нема да се обзирам на забелешки од страна. Знаете како, имаше премногу забелешки, премногу критики имаше образованието, секогаш имало, меѓутоа не експресивно како тие надлежни функционерите, упорно си терат некои своји агенди што Тие не разбираат во што е проблем. Тие искрено не разбираат. И веројатно, како што сме во денешно време сите помалку параноични, и тие се дека за нивната одлична идеја не застануваат само оние кои што сакаат да им годираат спици на прекрасната им идеја. Проблемот во образованието е, тоа сум го кажувал на некои други форуми, овде накратко ќе спомнам, вие не можете да докажете дека вашите идеи се навистина добри, доколку не ги проверите.
тестирате во мал обем. Тестирање во мал обем, тоа се тие така наречени пилот програми и пилот паралелки. Имам идеја, нашла на одзив во мојата влада, сега јас треба да спроведам во неколку просечни паралелки. Просечни, тоа значи има и одлични, и многу добри, така. Некако да бидат одраз на она што го имаме во државата. Во неколку просечни паралелки јас ќе ги истестирам новите програми за да видам дали тоа функционира и какви резултати се добиваат. По правило, оно што треба да го спроведе тоа и оно што треба да го тестира, не смеат да бидат членови на тимот што го смислиле. Because they are biased. Ама и тоа не го разбираме. Пилот програми и пилот паралелки за нив се мислена именка. Се мислена именка заради тоа што луѓето од нивниот тим, веројатно со ококорени очи од 21 милион причини, не им кажуваат како треба да одат овие работи. А тие луѓе мора да знаат. Тие се сепак некакви стручни лица, ајде да не кажам експерт. Ама мотивот е премногу силен за, а мотивот за да објасниш вистински е ризичен по тебе, ти може да ти престане членството во тимот. Не би им одговара на нив како функционери и генерално тие што се раководители на владата да спроведат соодветна реформа со тоа што критички била и издржана и било соочена со останатите и заедно би се направила определена стојанина. Они размислуваат дека чекајте, ако ние го слушнемо, ние имаме бенефит од ова. Тоа размислуваат умни и критичко мислечки субјекти. Ама кај нас веќе стигна работата дотаму дека ние сакаме на брзина да направиме нешто, никој не размислува за години нанапред. Заради тоа што кој ми гарантира да мене дека ја ќе останам по 4 години? Сега, до година, ако може тоа да се спроведе, да се види дека е одлично. Сметам дека тоа е една лоша карактеристика на нашата општество и политика, затоа што секоја влада ги менува сите работи од претходните влади. И се гледа дека во општеството всушност државите кои успеваат се тие што имаат континуитет од тоа што го прават. Така нас пример може да се види уставот што е највисоко нели акт во државата, што е нешто што е многу важно и ние го менуваме постојано и тоа не е нешто што е може би не постојано, ама еве го менуваме. Често. Го менуваме. Често. И тоа сметам дека е голем проблем, затоа што никоја влада не соработува со резултатите или да научи барем од грешките на претходната, него само се повторуваат во некоја нивна нова насока. Да, мислам дека една од главните работи што ја спомнав јас во беше дебатата за образованието со Борис кој дискутиравме, беше дека Имавме последна со млади на собрак и дискутиравме за образованието и реформите. И баш многу, мислам, јас ги доживував на мене може да памет проекцијата на матур, каде што ги доживувам работите многу пародично. И дистописки на некој начин, тоа го кажав на вас. И сега, нели, некој да рече, како што ви кажувате, дајте да видиме која е нашата основа, да се држиме на некои работи, да дадеме просто временски да се развијат, ако некаде се родиде, ние да се види дали ги бива, да, ние сме опиени според мене, ја точно рака тогаш митот за прогресот. И Мила овако зборуваше, нели, кажува фенси зборови како финска, како некои концепти што дури и на западот сега се нови. Значи некои од образовните реформи, ја мислам што ние сакаме да ги спроведеме, теки сега на запад стануваат нешто ново. Значи они веќе имаат образовна традиција, која што кажувате виете, например во Југославија, имам јас не знам каде сака прочитав тој факт во 1976 година, значи сепак Југославија за да стигне до 1976 мора да помине 45-та, 50-та, 60-та, 70-та, значи да има некаков след на тоа образование, па да се стигне некаде и чекајте луѓе, до тука сме што направивме. Југославија имаше како одличен образовен систем. Јас се согласувам со тоа дека и сега кај нас проблемот е, например, не, тоа било во минатото, ние се што било лошо во минатото отфрламе, се што било добро напред, прифаќаме. Тоа што иде напред не значи дека е добро. Но нема ни гаранција дека навистина влече напред.
Да, тоа мит за прогрес, значи нешто не мора да биде прогресивно, за да ти само да му налепиш етикетата прогресивно. Тоа не значи дека во пракса ќе се одвива кон напредок, што тоа значи зборот прогрес. Мислам дека само се денеска во постмодерно општество се нафрлаат само некои такви фенси термини, каде што не ги знаеме значењата. И што викате вие, баш и тоа ме зачуди кога мене ме зачуди искрено да кажам фактот дека викна таму сите неколку и професори и невладини или што имаше таму. Имаше многу говори кога бевте вие на таа дискусија. Не дека за време на студентски период ме памтам и тогаш не викаа нас, ама што фајде ако те викнат ако не ти дадат некаква помоќ за Влашта не ме викнат. Мене ме покани опозицијата. Аха. Ники ме знаат добро. Да. Првите шамари тие ги изгледа во 2015 година. Да, они не ми работаме да дискутирам тука ние кога почнавме пленумот беше иницијална каписла беше екстерното тестирање. Екстерното тестирање што беше, меѓутоа после се сложивме се дека само со промената на екстерното тестирање нема да промени ништо во образованието, се тргнавме на поголема цел, да промена на високото образование целосно и стоп за лошите реформи. Очигледно сега Адеми и претходната гарнитура што беа, кога се смени конечно кога успеавме да се смени тој процесуални ниво тие на сила како е сегашниво. Се забрани, се укина екстерното тестирање, се донесе закон за високо образование кој никогаш не е примена, никогаш немаше никаква примена во таксата. И повторно продолжија лошите реформи. Повторно продолжија што високото образование за стигнеме да го реформираме, мора да се реформира и основното и средното и целосно. Сега работиме во тоа што ние како кадри, ние во образованието не вадиме веќе кадри, тие што се вадат, кои се конструктивни, кои го разберат духот на образованието генерално што треба да го прикаже, тие се отстранувани едноставно на страна. Тие се некоја тргани на страна. И цело време тие што се најклиентелистички поставени кон организациите, кон тие високи позиции како што ги нарекуваат, секогаш тие се повикувани на дискусија, секогаш тие се другите размислувања се маргинализирани. Пример, ние кога имавме дискусија за образованието и собравме добра екипа на млади дечки, дискутиравме, повикавме и било царствена дебата. Ние немавме тотално игнорни направи. Значи немавме никакви ни дискусија, некои формални тела, нито со некои невладини, дури невладините не се ништо тука, да, И ја поканивте и таа не дојде така. Јавно не беше поканата. Ниту одговори, ниту ништо, така. Ама Видам. ете, тоа е тука што се Супер интересно како се бираат тие невладини, кој ги бира тие баш невладини, дека тие знаат и имат експертиза за да придонесат до тие реформи. Значи кој ги одлучува како се базира таа покана, затоа што е нели јас сум основа че председател на граѓанска организација, мене никој не ме викнал на таква дискусија. И сега како ги бираат тие граѓански организации? Значи треба и тој процес да се види кои се вика, како оди процедурата за селекција на тие што го учествуваат во овие реформи. Важно да не е дискусија. А не само што учествуваат, значи викаш, не само што се поканите да дискутираат, туку тие се клучите фактори кои што наметнуваат реформата. Да, членови на тимот. Да. Сега они се членови на тимот, они ќе ја спроведувале, преку нив тонело, они се невладини, во владата. Ја тоа не можам да сватам како е. Тие се невладени, а несебично и ги нудат своите услуги, имаат 21 милион причини на владата, за да помогнат. Ете и оние пречем се невладени, мора да имат некој кредибилитет. Мора да покажат Имаат регистрирани се. Во Македонија има, сега одчетвадан податок, 300 невладени организации, така? И ти ќе им пуштиш на сите телеграма, дека спремаш реформи, еве вакви, како ним тоа им изгледа. Ете Александар е, например, исто така една военска своја има фондација и има GEA, Educational Forum, може никогаш да се там каже дека не го покана, како се помогува. Јас се да спомнам кога говоревте за реформи. Еве од 1970 па се до денеска. Колку реформи помина, колку планови помина се. Мене најголема плока како поранешен студент кој завршил во Австрија на Салцбуршкиот универзитет, ми е како може сега
тие таму професори, тој таму универзитет да се докажуваат, да го има на меѓународно поле, да пишуваат трудови во реномирани, признати научни списанија, журнали, нашите да ги нема никаде. И на ранг листа, значи без разлика да е Шангајска, нас не нема со години, со децени. Како тоа овде глумат некои професионалци, некои големи експерти, а на меѓународно ниво ги нема. Не е сосема така, да бидеме честни. Има повеќе листи за рангирање на универзитетите. Шангајската е една од најпрестижните. Проблемот со Шангајската листа е што од 30.000 универзитети ти не можеш да видиш подолу од, да речеме, 1500 место како е рангирањето. Тие ги истакнуваат првите 1000 до 1500 универзитети. Но нас никаде не од тие топ 1000. Значи ние сме под 1000 место. Не? Ние сме под 1000. За разлика од словенечкиот, например, лјубљанскиот. Лјубљанскиот е високо, Така. белградскиот е високо, Загребскиот е високо. Затоа јас повеќе ја сакам ранг листата на Webometrics од Шпанија, на која што можеш да ги видиш сите 30.000 универзитети каде се. Секој на своје место. Дали имаме ние некакво списање меѓународно признато никаде да се пофалиме? На кој факултет? На Природно-математичкиот факултет. Дали на општествените науки имаме? Јас не бам. Општествените науки, да, на филозофскиот факултет имаше списание Жива антика. За класична филологија, античка историја, археологија и така натаму, кое што беше на листата на Томсон Ројтерс години и години. И тоа беше една од македонските гордости. Меѓутоа, тоа беше во 90-тите години. Работите со рейтингот на списанијата се менуваат. Списанието еднаш ти е на листата на Thomson Reuters, ако исполнува определени критериуми, потоа може да го снема ако се намали квалитетот, ако не се пишува. Гледам дека Жива антика била и на француски, на англиски, има преведувана Жива антика била на англиски. Значи, Жива антика се печатеше на било кој од југословенските јазици или на било кој светски јазик со резиме на некој од југословенските јазици. Обично луѓе од Тоа само по посебе да те преведуваат признање дека вредиш, пошто јас радам. Мислам дека е логички она. Апсолутно. Па за тоа ова шангајска листа што се фала. И цело време ние кажуваме кои се критериумите по кои што тие луѓе ги бираат. Кои се критериумите поради кои што ние не да критикуваме, туку кажуваме дека сме лоши. Значи сигурно има некои критериуми по кои што можеме да заклучиме дека ние сме лоши. Сега според мене проблемот на нашата држава е волјата. Политичката волја највеќе. Значи нема политичка волја да се каже дека имавме ние, да речеме, добар образовен систем. Се случи нешто, и ајде да видиме што се случило во тој пат. И му ја скршивме глава. Да. И да си го признаеме тоа. Нема, никој не сака да ја признае грешка. Ако не се признае грешката, ако водиш со глава у зид, никогаш нема да Жал, тоа е најтешко во денешно време, да признаеш дека си сгрешил. Секој ќе ти каже дека може да сгреши, освен политичар, тие никогаш не грешат. Тие се безгрешни. Грешат оние од опозицијата. Но се како 30 години веќе ние се влади 24, 25, 22. Само меѓу години се не сме таму, може би се повозрасни добри, ако ние младите како во некои нихилистички моменти се наоѓаме кај што не знаеме што понатак е буквално преку некои вакви подкасти, собири, дружби, што се знаеме како другари и преку колеги, некако да пробиеме нешто, да чуем мислата, зашто слободната мисла држава
Или е пренасочена, или е изумрена на некој начин, затоа што толку е клиентелистички. Вие, например, дека говориме за нападни, има јадници таму што ги помираат и регистрираат, они не ја знаат материјата. Буквално не ја знаат материјата. И зашто, например, еве сега учиме од книги кои што се постари од 90-тите години, например. Не се апгрейдно разнењето. Значи ние сме останати. Јас сум Австрија Ако го се учев. математички книги, ти е важно. Горе, јас за општествените науки конкретно зборувам. Да. За општествените. Не За за правото, за политичките науки, социологијата. Значи тие не се апдейтираат. Да. Учиме Затоа што стари. они не се апдейтнати. Да, учиме Затоа што стари они не се теории. апдейтнати. Они се уште уде. Учиме стари теории што не се применили, например, во Австрија, да кажем. Тие целото образование го темела на up-to-date работи. Значи на нови случувања, Да, континуирано знаење. А не Да, зашто од да. 19 век да се учи. Да, ма, Економскиот се И да се бара на памет. И да се бара на памет. За економскиот Тоа е факултет има баш еден предмет и e-commerce, нели за продажба страни како Amazon истории. Книгата 2000 или 2001 година има 20 примери од тие, само Amazon или eBay постојат. Сите други затворени се. Ти од 2020-2021 година учиш книга од 2001 за електронска продажба. Времето значи направило огромна промена, значи за 20 години тоа стана бум. предмет го има Тоа е на фон, е-трговија се вика, Никола Поповски сега го издаде, 2010-та е се книгата. Има апдейтирано, тука онце можете да ги видите некој апдейт, ма може би содржината иста е, нема прочитано таа книга, тој че ми го намира, ама во е понов тираж. Сума сумарно разговорот ми е тоа, зошто ни како општество гледаме да викаме малите ако сме заглавени, ако експертите како вас се заглавени, како да се најде некој начин за да се слушне глас. Зашто За да се слушне гласот на младите. некој крик, нешто. Треба да се смени гласта, да се симне курто и да не јавне пак курто. Еден неопходен предуслов. Од и двете партии што се менуваат ги видовме и тоа е стравотно. Апсолутно така. Македонија трпи од така наречена левица и така наречена десница. Нема врска. Едно исто друго. И Мислам дека и луѓето професор не сваќаат дека во општество како нашите, па некогаш реформата треба да биде топ-даун. Значи во Југославија мислам дека имало една просветителска елита која што успеа луѓето од селата да ги извади, да ги однесе на факултетите, да ги индустриализира работите, токму поради тоа што имало авторитарно просветителство, каде што мора малце да, нели, да се издигне нешто. Сега кај нас проблемот е дека ние не сваќаме дека да, политиката е местото кое што ги прави работите, кое што може да се менува. Да, потребна е таква власт, која што не само ќе биде власт за свој интерес, ќе биде власт која што ќе може да метне нешто во општеството, да го промени. Сега, тоа не може да се направи доколку нема политички услови за тоа да се случи. Значи, што викате, ако професорот се одлучен нам да го кажеше, вика државата се повторува себе си во квази вечност. Па секогаш било така, секогаш било така. Не било такогаш така. И нема ни да биде секогаш така. прво не било така и второ тоа е многу лош аргумент. Многу лош аргумент. Дека од секогаш нешто било така, тоа е аргумент кој што се базира на одржување на статус кво. Да. Тоа не е. Не ќе ни јас. Проблем е што ние, како што кажа и Кирил, работата не е само до власта, да се избере власт или елита што ќе препромени. Мора тука опозицијата да земе улога, што нели сепак сме демократско општество, кај што постојат повеќе партии, затоа ние се представници во собранието. Да, не сакам да личи Кај нас нема како диктаторска објаснам. Кај нас нема консензус и тоа е многу сериозен проблем исто кој што го имаме, затоа што на страна конзистентност што треба да има секоја влада некако да учи од другата. Ние нямаме консензус за битни државни прашања, национални прашања нема никаков консензус и тука е проблемот. Значи образовните реформи треба да бидат еден од тие Целосно се теми сложувам. каде што мора да има консензус.
Така, затоа што мора да има консензус за вакви работи. Не се работи тука за власт и за партија, значи не е мој реформи, твој реформи. Не смее да зависи од дневната политика, образование, здравство. Кај нас пак сепак се гледа како политички пораз или победа. Ако моето ја го истерам до крај, победив. Ако не го истерам, опозицијата победила. Но Не најголемата катаклизма во последниве 100 години во Македонија успеа да се направи на дневна политичка основа пандемија. Сега сме пандемијата која што денек ајде нема шанси ова да се луѓе умираат овако. Мирно умираат. И тоа го направи они етничко, партиско, се во самата пандемија вметнаа се гласови. Се освен етичко. Да. Етика и политика не идат за. Ма треба да, зашто во другите држави, те поразвиените, во некој степен од нивната историја, некогаш се поклопило тоа, политиката и етиката бидат заедно. А нашо Македонија 30 години ние не се нема тука. Па не знам, за 30 години можеме да зборуваме до 95-та сум роден, ама за 2090 можеме да кажеме дека де факто се едно истиот принцип на работа. Да, и разговорот ми е што ние млади се осеќаме слободно нихилистички, ние не знаеме како да постапиме. Не само безправени. Дури немаме ни некој работив тижело понатака, затоа што постојано се случуваат истите работи. Тоа е дежа Имате мотиви да си одите. Тоа да не Дека нешто е поинаку. И тоа е она што се случува. На крај Македонија ќе остане земја на старци, безпомошни и не ќе има од каде да се делат ни пензии, ни ништо и ќе... Ова е црното сценарија, но... Ама реалистично. Не сум ќе црно добро смачувам. Ма не е нешто што не може да се замисли. Моментално многу добро може да се замисли. И да се остане. Например, сега во пандемијата во дневна политика го ставија тоа дека не го Венков, или че Венков го одговори на толку мртви, доблесно и морално да се подесеш оставка, и кога е некој друг што не мора падне власта за да се смени, че оди си ти нека да е друг од некој од здравството нека го раководи. Култот на личност се превара. И сега они упорно го форсираат тоа дека Мицковски го виновен, не знам си кој, не знам што. Дури Кој ќе биде виновен ако не е опозицијата? и обратно, во претходната влада кога нешто не беше ракото. Не, исто. И тогаш беше опозиција. Зошто, например, владите не разбираат дека да или пак има опасност дека го спроведат тоа што треба логички да се направи, дека они ќе изгубат својата позиција во општеството, дека можеби ќе се покаже дека не се големи експерти колку што мислат, да ќе бидат заменети, да не постои тука дека опасност. Суетата ќе им биде повредена, ама и джебот ќе им биде повреден. Тие две работи, джебот и суетата се нешто сработно. Не дозволуваме учет да ни брцаш, човече. Ја мислам дека вака, што рече Борис, нели ја поканил била, јас знам да он ја тргуваше, припишуваше. Можда не е лошо да се ви преку некои официјални канали, меѓутоа мене ми е зашто социјалните медии ми се помогна моментално, туку јас да пратам сега во архива таму министерство, па некој бюрократ, на подбюрократот, назад бюрократот не му го овакува и да замене писмото. Да, уствари ова е по јавниот притисок, бунтот, да речем, е единствената алатка што остана, да не викаме што да правим, што да правим. Не држам мисла, Сега, кога беше сега сексуалното образование поведено, Се вкупното сексуално образование молам. секупното сексуално образование, како Главно, што, имаше една екипа на луѓе кои што рекоа добро, во ред, нема да дискутираме што е проблемот со сексуалното образование, како се умеле така, меѓутоа да видиме што ќе биде нацрт учебникот за тоа што учат децата, знаеме што има конкретно. пилотот кај. Пилотот до ден денес уште нема отворено министерство кое што ќе биде. Има секакви теории, секакви некои лажни вести, они дискутираат дека еве зошто е добро да има сексуално образование, а ние не знаеме што клучно тоа сексуално образование. Значи они упорно се ги кријат и тие работи што сакаат само да имаат проблеми. Само ова реформа не ја знаеме, а ние дискутираме. Од друга страна, кога беше ова промената со историјата во образование на обштествени, како се викаш, обштествена не се спојува, историјата што се Обштествените науки се обштествени работи се споја, да. Во тој период имаше Македонија преговори со Бугарија и веројатно по наредба од Зоран Заев, веројатно сте говориле дека историјата треба биде сменета или вметната во некој друг предмет и затоа по експресен пат беше спроведена цела таа реформа и иако беше толку проблематична.
па да се откриваш има така дека не е само историјата или други предмети се... Да, придобивања науки отидоа Курбан заради печаток. Не е само историјата. Да, да. Инаку јас не можам да го докажам ова што го кажуваш, Освен но моето чувство е истото. Дека ова сега не се случува случајно, се случува за така, да ги одоброволиме братјата. Да. И тој ете шемгиме кога не објавува, нема дискусија со Транспарентно Министерството. И имаше еден пример, кога е трети, кога Magnum Opus, студентите на фонд, се обидувале да земат картички студентски преку државни, ако не е битно, да ги имат они права, легитимно да си ги бараат, да се докажува. И кога се обидувале да стапат во контакт со Мила Царовска, не може да стапат во контакт со Мила Царовска, се време биле одбивани или биле прекаќени од не знам нешто. Со биле да стапат во контакт со Зоран Заев, да имаат некој состанок со нив, со него, тогаш успева, односно чекале да видат дали Заев ќе дојде одобрување за Мила да добие одобрување. Што Мила Заев очигледно не е така што го раководи тој сектор, се сили наредби само. Кога беше Средносковскиот сојуз сега, на Бледи Ходај, нешкото со ваквото, буквално сам он го дискутираше тоа дека ако одите преку Министерство да седите за образование и нешто подобно, никогаш ништо нема за. И вика не морахме да правиме притисок да се видиме со Заев, да Заев ни одобри да не зашто треба на така се смени каква треба реформа се прави. Значи тој момент на клиентелистички пристап што во моментов кога почина на некој вид на не сакам да навредам. Немаме министар, значи тоа. Да. Значи немаме... Нема дискусија, нема никаков, Нема лидер во образованието, он слуша некој трет. Не, има универзален лидер за се, и тој е на врвот на пирамидата и од таму се спушта надолу. Па не е логично заедно да види за образование и за здравство имаше да ми Многу опасна работа. Тоа води до автократија. Така. Така не сме. Меѓутоа, Ма не, затоа постојат различни министерства, ако веќе еден човек одлучува, тогаш да има само влада и да си прави одговор за се. Зашто постојат толку многу министерства? зашто има демократија, демократскија Да има министерство. Ајде вече пак истина. Демократски е на хартија да има. Да. Демократскиот е да ви каже што прави. Значи, ја мислам дека, значи, моето мислење е дека мора да се најде метод како да се изгледат луѓето на дебата. Мислам сега, ако треба да се оди до заед, нека се оди до заед. Ама, ете, професор, ја не знае, мислам дека било отворен повик за собранието, не знае дека имало така опозицијата да покани, не знам кој други механизми, по кој друг начин биле поканети и другите говорници, ама сепак имало малце ветрена демократија според мене, мислам ветрена јавна дискусија. Најверојатно, доколку беа суспендирани институциите, ја не знам зашто имаат толку голема желба да ги суспендираат цело време. Сакаат гомна да состојба, сакаат собранието да биде распуштено. Цело време сакаат тие работи што барем малку може човек да се изрази, цело време ги сечат. Значи не сакаат да профункционираат. Имаат подобра контрола. Да. Не сакаат никаков профит на долг рок. Бидејќи кога се работи за профит на долг рок, нема гаранција дека ќе биде профит за мене. Да. И ја мислам дека начинот на кој што мораме ние да настапиме е како да ги натераме овие луѓе да дискутираат или да се најде метод како доколку они не сакаат да дискутираат, да има делегитимизација, не дека овие не се всушност никакви представници, ниту менаџери. Единствено начин тоа што го правевме ние во пленумот со јавен За тоа јас мислам дека пленумот беше најдобро нешто, заради тоа што прв пат свати не можеш да седиш на маса. You can't make a deal with the devil, што вика, тука единствено мораш да се спротиставиш. В Германија имало во Белата роза, се чу, да студенти се организирале и преку интелектуален отпор давале против Хитлер и против целата тогашна диктатура, тоа што Фроале лепо се дискутирале вака јавно спореле. Некаде ќе завршиле со смртна казна, меѓутоа се шалам, но меѓутоа нема друг начин освен интелектуален отпор да се доаде ја преку јавен притисок да се врши преку вакви јавни дебати. Да. Сега ние сме спремни цело време и провокуваме се на дискусија за сите можни прашања, не само за образование, се меѓутоа по-упорно тие невладите што ги спомнуваат, нема глас, нема трагови. Тоа беше за случај сега јавно. Тие се дрвени адвокати кои треба да ускочат. Точно. Буквално само тоа. Ајде бе, вие, ВМРО-вци! Само тоа. Викањето ни било од секојаш спорт во кој што сме постигнувале завидни резултати. Пак ќе кажам, на секој рационален човек му одговара да има резултат.
дали од сите што се Да ставени кажа, на секој рационален човек. И тука ти го најдеш и одговорот зашто не. не знам што да не е јасно. Они повеќе ги добијат ако ги спроведат реално. Не им сече до таму човече. Нема гаранција дека ќе добијам по 2-3 години, веќе сакам сега. Знаеш си, за кога ќе дойдат избори да кажеш, еве, јас направив реформи, не е битно какви се, битно е да кажеш, јас проведов реформи. Ќе најдеш зошто се тие реформи најдобри до сега и фураш. Па Ќе најдеш некој луѓе од ваму од таму да ти подпише да каже дека се е супер сега тера и тоа е тоа. Сега Тука е интересно сега баш тоа да додам на Киро. Има теорија на Арнстайн баш недавно од 1969 скала на учество. И ствари тука е многу битно да се види тоа. Има први степени кај што има манипулација и терапија, тоа е кај што нема народот нема никаква моќ. Значи политичарите ве манипулираат дека за ваше добро ние го правиме ова и ова и толку, нема тука дискусија. И мислам дека ние пројдовме низ тој период последниве децени и сега дојдовме период каде што сме на второ ниво, каде што има токенизам, тоа го викаат. Мислам оваа теорија и тоа е каде што те вклучуваат, значи дојди си ти, ќе те тапкаат по рамо, кажи си што имаш, ама ние ги си го направиме нашата. Мислам дека ние сме во тој среден нимбо она ситуација каде што те викаат, ќе те пречекаат, ќе те седнат у влада, у собранија, сегде, се супер си, но на крај ти ќе си кажеш што имаш, ама они ги си го стераат тоа што си го сакаат. И тука е проблем. Пред камери ќе те сликаат дека си дошол. Да, и ќе те објават и ќе ти се доблагодарат. Тоа нема баш секого да го поканат. Тоа плюс. Нема да поканат луѓе кои што умеат да аргументираат, бидејќи тоа е опасно да се чуе. Ако има реакција, зошто не се поканети? Одговорот е, ама бе со тие само бенвисани, зошто па тебе да мора да те поканат? Види колку луѓе има. Никој. Ама никој од тие луѓе не кажува нешто. Нема суштина. Он како може да ги Битно наведува? е да одговориш и да дискредитираш со одговорот. И Они се однесуваат така дрско и арогантно по нас, тоа за нив тоа е демократија, тоа е одбрана на став. Ако ти ќе се однесеш спрема нив на тој начин, како што они ти заслужуваат да речеме на тој начин, тогаш ние сме лоши по другата страна. Тоа е Нив уставот и нас не нешто. Да. Нив законите не ги гонат, нас не гонат. Да. Значи ја тоа пишам пред некој ден, викам, проблемот во Македонија е тоа што се казнуваат оние што не треба да се казнуваат, а не се казнуваат оние што треба да се казнуваат. Значи, Сега си на дневна политика, ама да дискутираме зошто. Дали тие во партиите, генерално тие се тие две партии што дискутираат, дали размислуваат дека некој спорува право на реформа, дека утре да он може ќе си го истера се за 4 години, меѓутоа он има последица од тоа негово функционирање, зашто он ќе се доми себе си, негово одбор, меѓутоа приди на неговите деца ќе се одсел од оваа држава, нема се како што Нивните деца веќе се одселени. до таму не се им сече. Се одселени. До таму навистина не им сече. Дека она што го прават е толку лошо што ти пропаѓа, ја уништуваш државата. До таму не разбираат. Тоа што се више го дискутиравте вашиот говор, ги дадовме понуда што нема да што не може да се на кум. Собереш директори кои што ти си ги назначил. Да, тоа писал да знам ние што. Така, не си баш ти, се твоите градоначалници, ама во моментов социјалдемократите ја имаат апсолутната власт. Мислам дека е малку навреда да социјалдемократија да се наречат моменталните функционери Партија, како социјалдемократи. Тие себе си се викаат социјалдемократи. Да, што навреда за Има луѓе што мислат дека левица на Пасиев воопшто не е левица, да. дека е многу повеќе десница. Тие се самите си го избрале името и сега. Да се вратиме сега на дискусијата. Не размислуваат они во име дека они со тие последици, дека добро, може и јас и мојот син и моето поколение ќе биде дома, меѓутоа мојот внук и се сложи со тие проблеми со кои што се очува. Не размислуваат. Дека моето не знам. Не размислуваат. Не размислуваат, бидејќи кога би размислувале така, тогаш джебот би им бил многу попразен. Тоа е, според мене, првото и основното. Джебот. Веднаш по джебот доаѓа суетата.
Има многу примери се, кои се го кажува тоа, зашто тоа културата на нашето современо општество е живењето in the now, односно во сега, во моментот, live to the fullest. Меѓутоа, многу луѓе не сваќаат дека многу луѓе низ историјата тоа го мислеле. И ако се видат патерни на водачи, ќе се забележи дека поколенијата на некои водачи декадентираат, односно пропаѓаат, дека нема ништо вечно, дека например ако Душан бил добар, неговите поколенија слабе. Ако цар Давид бил добар, имаме опад на царството во Израел. Ако има, еве да речем, не знам, било каков golden age, што го викаат из историјата, и тој не требаше. Значи има кралеви филозофи кои што прават некои добри работи, меѓутоа дури и кога нешто добро се случува пропаѓа, а не како кај нас кога цело време лошо се случува, очекувано е дека ќе се деси апсолутен крај. Значи дури кога има пик, кога имаат некои општества живеат во што викате етиката, што има етика и владето етички владе, како philosopher king, дури и тогаш не е гарантор дека поколенијата нема да оплеска. А кај нас тие што се сега ја оплескуваат, а па што остане за тие само може надале да одат. Ќе оплескаат уште повеќе. Да кажам дека лидерите што ги имаме во што се сега моментално како лидери, немаат никаква етика, онака па да речеме, окей, они добро владеат, па да се припреме сега за наредните дека ќе биде пропаднат. Зашто не учат од историја, тоа сакам да кажам. А професорот зачна на многу интересна тема. Он рече дека две работи, они не можат да си направат компромис сами со себе. Тоа се парите и суета. И сега, парите, според мене, дали она што еве ние тука на куда да дискутираме, дека фактички и во образованието, преку тој Еразмус што бил, нели, цело време била целта кој колку ќе се го наполни джебот. Ама тоа е затоа што вашите лидери се нешто што ја мислам дека денеска многу во тренд, а тоа е она homo economicus. Значи, човек кој што исклучиво е воден од економските пориви, пред себе и лични онака. И дека лукративни. Да. И дека според мене е многу подлабоко дека единствено тоа да изградиш, не знам, имале сега сите што во пандемија не профитираат. Значи, нели е чудно е таа цело време. Кажувате, нели, кои се благородните идеи што треба да ги пласираме? Благородните идеи се дека здравството и образованието не би требало да бидат овака се Не би смеело да бидат. Сега не само што смеат, туку најдолните структури на општеството ги се вметнуваат во овие сектори и тие ги цицаат. Тоа сакам да кажам дека до толку што викате акалот не е пристигнат. И јас имаше една многу интересна изјава пред година дена или колку беше Похите 20 од судница, што он кажа дека ќе биде новиот Тито. Како што трнава работа, ја мислам дека спарно Похите 20 може да ни дојде за председател, или премиер, заради тоа што има таков тренд. Трамп беше реалити TV овако звезда, ови што е Зеленски на Украина, ете Слави Трифонов сега, Карлеуш ќе биде во Србија и Похи доаѓа кај нас и крај ќе биде, мислам дека. Може да заврши на висока државна позиција, ама Тито нема да биде никогаш. Не така. Јас сум роден и сум живеел најубавиот дел од животот во време на Тито, тој Тито не може да биде. Имаше дечко од СССР на говорница, не говорница на војна емисија, дека Зоран Заев е бој од Тито. И такви луѓе постојано младите за висок функционира во СДС на ментално изгледа се уште активен. Дарко Каевски поздрав него. Изгледа, значи, да толку е клиентелистички млад човек, мисто да биде бунтован, мисто да биде тоа што младите треба да бидат, он буквално се тој конфликт што време ние младите помогливи меѓу себе. Имаме премногу окей младина, а меѓутоа тие мал процент на млади кои се клиентелистички настроени, толку двалко ома им даваат шанс да речеме во потешок след послушници се и покрај тоа што нема толку скандали по агенција за млади спорт, ООН беше раково, не е битно и повторно им се дава шанса. Значи во партиве и кога некој сгреши нешто, мислам да Венко Филче рече, никој не му бара да се даде оставка Заев нека му бара оставка на Венко, нека замине Венко и да е друг министер. Има грешка по многу мртви, нема контрол. Значи, нема возможност да признаат своја зошто не признаат? Што изгубно се тоа?
Разбираш, Никој филмов. што ги искува да рече Една година за формално образование. Многу инвестирам. Не знам дали сваќате дека најубавиот графички дизајн е за мерките. Најубавиот графички дизајн што владата го прави е кога објавува полициски, кога објавува колку кревети за вакцините, на дечко пиша на Twitter, мислам дека викаме 16 пејџа направите само за вакцините. Ама нема вакцини. И сите паднаа пејџови. Нема вакцини, А нема вакцини, дека може пејџови од вакцини. Да. Значи правите кампања сега што спомнати за вакцинација, а нема вакцини. Да, е тоа цело време нови сервери се платеа домени и сите домени ги И купуваат. ако му кажеш дека немаш вакцини, ќе преш таква кампања, ти си антиваксер. Не сум антиваксер, јас сум вакциниран, ама нема вакциниран, човек бил да се вакциниран, ако нема каква се вакцина. Ти си текно некој рационален човек, нормален, младите нешто го гледаме Ќе ги тоа фаќа. видно. Да. Значи, кој таа политика што спроведува е колку поминува, не можеме да разбераме што тешки клиенти. Или во држава премногу е влезен тој клиентелистички систем, па веќе ние што останати со собствена мисла, освен да се излеземе од држава, ние гледаме друг израз. И некако бакар се обидуваме на со аматерски начин да се обидуваме да стигнеме до некоја подкасти, некои младински иновативни начини да стигнеме до да се слуша слободната мисла. И е Ако умеам да ти одговорам со аргументи на прашањето, ќе ти одговорам. Ако не умеам, ќе се трудам да те дискредитирам. Антиваксер, ВМРО-овец, Националист. така е. Има неувизани сега, неутрални ВМРО-овци, неутрални СДСМ-овци, неутрални некои такви чудни некои изрази. Не ги Зато знам. двете партии имаат молком направен договор. Денес ние, утре вие. И не таласайте. Не, но мене ми беше, например, театърът со Тоа се покаже, извини, тоа се покаже најдобро кога се гласаше за финансирање на партиите, например. Ред други закони. Кога е општото добро, тие го занемаруваат. Тие го гледаат личниот интерес. Значи, бришат идеологии, програми, Така е. поминуваат Джебот пред се. джебот. Они како партеници, они имаш толку добро стандард. Они како партеници прво треба да се помислат да се има просечна плата само минимален, се не само минимален бизнес, толку ригорозен. Партениците да имаат минимална плата. Зошто взимат 2500 евра плата кога ништо после И не бонуси како миратизам. Точно, тоа треба го И кинат. патни трошкови од по 20.000 евра за да се пресели од една куќа од друга. Да. Значи страшно е. Јас инаку не знам колкава е пратенишка плата. Колку е? 70.000 колку е? Добро. И плюс имаат бонуси. И плюс имаат бонуси со патни. Плюс бонуси од договори со учени со фирма. Не знам, нека имате плюс од седници, плюс 1000 денари взимат од секоја седница дополнително. Не, плюс имаат Работи без кои имаат, таму не знам се што. Значи, они ако тргава со сите тренинзи зборам, ние зборам само со Пазари неверојатно да... се. Значи, ставете го на минимум, како што секој човек си може да се на работа, да си плаќа собствен бензин, така тие пари што се ги земјат за плата, плати си и ти. Не да замислам тука да живеат, не разбирате. Студентите што немаат, си даваат од свој џеб, доаѓаат да учат на скопските факултети, тие што се однам во од внатрешноста, сами си плаќаат, никој не зема да им дава пари факултетот за да Покрај се ова ќе се види колку присуствува, значи ако можеш ти како работник во државна администрација во фирма 3 дена да не се појавиш и да може да ти избркаат, па како може пратеник на 3 седмици да не се појави да не може да го избркаат. Така е. Значи ти веќе ако земаш толку пари, треба да учествуваш секој ден. А има Други е пратеници законот. што 80% Само законот вели дека 6 месеци ако не се појавиш, дури тогаш може да... И за тоа видиш како има После ако се појавиш, еднаш И се појавиш еднаш, па имаш уште Има така што прават и се, како така, тие пратеници дури 2-3 мандата може да се земат да се Некои јарбен чафери да го правиш. Ја имам едно прашање, професор, исклучно дека може да се вклучат сите. Еден голем проблем во време на пленумот, што беше, според мене, беше тоа дека многу од студентите беа зачудени, например, се правеа некои си спорети, да речем, историски, дека не само професорите, туку и интелектуалците, заради тоа што интелектуалец не може да разбира само некој да има формално образование, туку може и човекот да биде да има некоја народна мудрост, може да биде човек кој што како што викате вие е рационален без разлика на неговите титули. Секако дека убаво е некој да биде може би експерт за одредена област каде што би помогнал. Меѓутоа проблемот кај нас беше она дека самите интелектуалци, ајде да речеме ако наше општество толку суди по тие титули, дека тие титули менуваат нешто, дека тие титули ги ослободуваат
некои личности. Проблемот беше зашто тие не го дигнаа својот глас тогаш. Еви и сега гледам, баш што Борис пред подкастот дискутиравме, колку они имале 10 академици, 30 академици, мислам дека вие го спомнате тоа, 5 професори на помалку, 20 професори и сега ги следуваат денек луѓето што се врвни со највисоки титули, пак ги следуваат на шахматска табла. Мислам, јас не верувам некогаш дека не знам, Сартер или Фуко би сакале да им кажа некој, вие сте како приучени, сега сте за оваа партија, па сега сте за Дегол, па сега сте анти-Дегол или не знам што. Мислам, и самите што викаат, академиците ако се суетни и сета тоа, дека бидат суетни, ама не се интегритетни, градија тој имидж на нешто на академија. Значи образовните реформи, он имаше само од невладините подршка, имаше подршка само од некои директорите. Како да тврдиш? Да бидат сега за образовните реформи. Значи имаше само од директорите од училиштата, што сами си ги поставуваа, од професорите што се од академска средина, вече си никој не знам кој беше тој филозофиците беа против. Тие што мора да кренат, Да, тие што веројатно се поврзани. Во академска средина професорите кои што се членови на СДС. Тие што треба да. Поддршката, не сите, ама од тие што дава поддршка, сите се членови на СДС. Тие што добиле СМС порака предходно, тие. Ајде сега. Крени рака. Не, сакам да кажам, значи, најверојатно тоа што кажуваме поделеност е глорифицирано и тој дел на нашето општество, каде што денес тие луѓе треба да бидат имуни на таква работа. Ама очигледно не се имуни, очигледно професорите на факултет не се имуни на уцени и не знам како, јас знам дека они уживаат некаква си автономност, одделеност, каде што би можеле да, ама па сега тука се работи. И спомна пленумите пред малку. Студентски пленум, професорски пленум. Да. Тие беа и студени. На професорскиот пленум на првите 3 места се подпишани тројца академици. Јупчо Коцаре, Абдулменав Беџети и Бојан Шутрајанов. И тогаш Коцаре беше позитивна личност. Денес е Коцаре негативна личност. Бидејќи не им го прави кефот. Да, имаше неколку пати каде што направи. Но тој си истиот човек, има некои своји резони и ја следи својата мисла. Да. Може и да сгреши, не е проблем, меѓутоа Меѓутоа не го земат како конструктивно, да слушаме чекаме што е сега другото размислување неговото што е тоа што ради, туку они одмам го дискредитираат, како што рековте, и сега него не викаат веројатно човекот на пред 5 години го велича, а денес го дискредитираат. Да. Мислам, тука интересно, тогаш се направи нели студентски пленум, професорски пленум, како што кажавте, ама сега гледаме дека нема никаков револт. Значи законот за високо образование помина нели пред година-две од истата влада, кога се, мислам, со преходниот парламентарен Се состав. распаднаа пленумите. Ама тогаш Зошто нема ново организирано? Тогаш кажа, Не знам. тогаш кажа дека во изготвувањето на новиот закон, бидејќи беше министер Рената Десковска, и она исто, она беше од тие, да речам, опозиционери тогаш, и она, пошто ја слушав јас вака на телевизија малце пародично беше, она кажа дека во изготвувањето на новиот закон учествувале сите што требало да учествуваат. законот за Тоа е и токенизам, тоа што го кажат. Значи, они добија препораки од тук им стигнал на нив Так, веројатно, они 5% тоа имплементираат. Значи, работата е што они тебе ќе те заслушаат, ќе те викнат, ти дај им препорака, напиши, ама они пак тоа што ги сакале да го победат, они пак така ќе го победат. Рената изложа тогаш. Зошто младите сега не се активирани? Ја мислам дека младите тогаш ќе се вклучиме максимално и очекувавме многу, бевме големи очекувања. Сега ако видовме дека се смени овие дојде само буквално мислам дека се изгуби некоја желба кај младите за борба. Видоа дека тоа е наменски. Сега гледаат викаат, ако го бутам ЦС, ќе треба да е ВМРО. А вчера што се борам против ВМРО, а не сакам пак ВМРО, ама нека ми СДС остане. И што ќе правиме ако се има држава? Буквално ќе бидам нешто било што освен да се занимавам со тоа што е дневна политика. И на крај стигаме до тој степен, да ти рекам. Тоа што малце ќе вие во возрастни ќе ме контрирате. По возрастните вие сте малку комодна ситуација, да речем, затоа што веќе сте со семејство. Меѓутоа ние младите сме уште млади, сакаме да успееме, имаме желба за успех. Меѓутоа никога ќе се разочараме и не почнуваме да навлегуваме во тој комфорт, каде што некаме некако пата се вработаме, не тече некако
да механично не функционира, или се надржава. Тој е момент моментално што влада е нас. Што мислам дека дете веќе младите на 20 наша генерација што се некако не да се откажуваат, ама не гледаат веќе решение во овој Се свет. реално си во право. Постарите се навикни на во покомотна ситуација и размислуваат за удобно Подобно завршење во пензија. Сепак зависи од човекот. Тоа можем со сигурност да тврдам. Борис, младите се разочарани, сега да кажем тоа. Значи, толку многу очекува преку еден пленум, друг пленум, преку шарени револуции. Да. Сето тоа беше наменски направено за да се путне една власт и да дое другата власт, која што фактички нема да донесе никакви промени во Ама општеството. очекувањето беше дека ќе донесе. Да. Затоа се разочарани. Затоа и не очекува и да излезат на улица утре. Да види. Ама никој не го излезе на улица. Знаеш, ја не зборам Ма така се требува да Мене нема дискусијата ми е власт. зошто И избори. они немаат дискусија, немаат дискусија, значи студентите да се соберат да речат, собираме, еве како студенти како ние млади си пак сме Ама студенти, преку подкаст, да, генерално, го кажуваме што клас. Меѓутоа, нихилизм прашува, решението треба да се биде, ако не биде СДС, треба да биде ВМРО. Вчера сме се борили со ВМРО, се треба да се борам со СДС. Ако го бутнам СДС, дојде ВМРО. А не сакам тоа да се чекам, викам и дојде, ама некој не го остане. И немаш опција. А каква се забавиш што сакаш на ВМРО да му кажеш и на СДСМ да му кажеш, друже, во ред правиш опрешно видео, направи ова за да биде подобро за сите нас. Они тоа го сметат како навреда, они го Реализира го тоа што си го ветил. Да, буквално тоа што го ветиле, било кој дали е за Автономно. и ќе го направат само, а они нека си продолжат па така да работат. Значи никој не им се меша во интернатрешни партиски политики. Ама тоа што си го збориш, што си го ветил, е например ако ти што се луѓе што не сакаат да се влезат во партија, барем тоа слободно за да минат секој ден живот да може да се ротираат, исполни го. Они ни тоа не го прават, они образованието тотално го разрушија, сите целосно. Значи образованието со години немали кадри, како што го тие за времето на тоа што баде кадри за пола се звали, сега немаме кадри. Значи ние имаме правници, немаме економисти, немаме што е ова хаос се дешава во држава. Не само Време на образование, физичка, ова па мора сите да беше сектори, и знаменик, сектори да се знамен министер за економија, а не економист. Аха, право преходната да Видимо што техничка владавина, да, Значи, значи не може да го описам луѓе, значи морална одговорност нема никаква етичка одговорност, нема никаква ниту одговорност. Ниту да речем некој, добро, луѓе, не можеме дека си давам оставка да сум завршил, немам капацитет, не газеле, ниту лична одговорност нема. Што Тоа е е лошо? Тоа е дополнително се дискутира. Меѓутоа, морална некаква функција, он има надлежност од на граѓаните, зашто граѓаните го поставиле таму. И сега он врши јавна функција делегирана од нас. Он не може да рече, добро, починам да ми тоа ви 3000 вакцини. Или да, починам да се дам луѓето, меѓутоа е кампања зашто мора да се вакцинира. Значи не може тоа така, нема рационално приоритетите што им се поставени им се дебатот. Не, Денеска Ние зборам со полна револта, стварно сум некако пред 5 години, пред 10 малку помалку уште, тој PR не беше толку доволно развит. Значи имало форми на public relations кои што не биле доволно развиени. Денеска, например, прочитав случајно, вчера ви мекнали пред 2 дена, пред алгоритмот не ви давај пред неколку дена, Мила Царовска рекла, онлайн вика образованието се одвива перфектно. Да, бе. Ја викам, од секој еден човек, пошто јас исто работам така со други приватна култура, знам децата што кажуваат, знам и пријатели децата што им кажуваат, вика децата вика се максимално децата се разучени 12-14 години од онлайн образованието, а второ нема и она како се вика пак правя вебсайт нешто платформа. Па и тоа не е битно ништо, како се одвива одлично кога паднава сега. Сакам да кажам дека не постои ниту еден момент кај што реалноста што се пласира нели ова сайбер да речем реалност на СДСМ што самите во неа се дават, дека се е окей, дека е максимална утопија, дека не знам што таму. Значи на терен она треба да си слеп за да видиш дека не се случува. Значи мислам дека проблемот лежи Било да гледа тоа што сака да види. да. Или например некој како што рековте некој директор ќе каже, некој директор ќе рече супер е во мојата школа онлайн, вако, а не влегол проекта училница да види како. И не треба директорот да влегува во училници. Тој треба да му аплаудира на министерот. Или на градоначалникот.
Јас сакам исто да прашам, не знам Бори што беше упан, дали може просто да сподели некои идеи, например да го помисли во однос на тоа за начинот на кој што ние треба да делуваме, знаеме дека со овие луѓе нема класични методи. Меѓутоа, дали може да се пласира некако преку подкастот во јавноста некои идеи што може би вие или професорот има Јас веќе спомнав Да. пред малку. Идеја која што е важна за Македонија е црвен картон на овие двете големи. Во перспектива и на албанските големи партии од тој калибар. Само тоа е спас за Македонија. Од и овие ги видовме и тоа е готово. Во однос мислев конкретно на Се извинувам. Не можам сега после. Во однос на конкретно нешто, например, кога бевме ние со Борис дискутиравме, нели, например, го зема нели тоа финско образование, мене целата работа ме беше, викам, добро, што е тоа финско образование, па било вакво, такво, не знам какво, ово. Дали имаме ние некоја идеја, ја спомнахме Југославија, Југославија рекавте дека имала многу добар систем. Дали можеме нешто, имаме ние културна историја, имаме образовна историја горе-долу, имаме наследство некакво тука во овие простори. Дали може да се има преродбеници на крајот, има учители, Джинот, не знам, Приличев, има луѓе кои што, не знам, Климент исто има таква школа, значи има традиција на која што може да се повика за да се добие нешто добро. Веројатно не почнува од финскиот Мила Светов. Значи, она сака да висне може би, ама тоа е незината заблуда сега. Меѓутоа, ние можеме да извлечеме многу позитивни работи да внесеме во реформата. Не мора да се оди толку далеко од климата, мора да имаме некаква традиција. Значи дека тоа е нашата како се вика образовна хронологија. И сега дали е возможно да се најде нешто каде што очигледно гледаме дека образованието се искористат само тие директорите кои што врска немаат, кои што цело време само се јесмени и кимаат се глава, дали е возможно да се направи клучни потези кои што би биле, кои што радикално би го трансформирале тоа образование да нема потреба да зависи од луѓе, да зависи од идеи, а не од луѓе. Што викаше Ова мислам, да зависи од идеи. Да, тоа викаше Џорџ Буш, мислам дека еднаш, една постариот кога вика се докаже дека ние сме нација на закони, а не на луѓе, дека ние човек не е над закон. Епа кај нас мислам дека исто важи тоа. Не, кај нас важи друго. Да, дека Политичарот е над се. да, дека личноста е над. Добрите идеи треба да се проверат колку се навистина добри. Или нови. И нови. Нема да се каже. Тоа не може да се направи на ова. Затоа мора по определено време, неколку години треба да поминат за добар образовен проект да видиш каде има фалинки и да ги коригираш фалинките, па така да го пуштиш. А тоа за политичарите не е предизвик. Ја треба да го спремам проектот на Мицко таму, зашо? За тој да добија поени? Не бе! Тоа е тие нашата логика. Дека ако јас нешто направам добро, денес тоа Мицко ќе го искористи утре. Разликата помеѓу Грујо и Заев е последново. Заев е малку помалку антидемократ. Груев беше железна тупаница. Ово е помалку антидемократ и е многу понеспособен. Па сега видете вие дали е тоа ќар или не. Јас сакам ова што го кажете, јас вака го пришувам. Во времето на ВМРО по мене ние се побунивме на таков проблем. Поради недостигот на таа демократија која што повеќе се осеќаше дека ја нема, туку сега што се осеќа дека нема, не значи дека има. Проблемот тогаш проблемот тогаш беше дека за сметка на некои си човекови права и за сметка на некои си слободи, Груевски економски гледаше значи он мораше
вероятно не знаеше како со механизам да направи тоа да се задржат политичките слободи, а пак да има економски просперитет. Но веќе јас ќе ги задржам политичките слободи и ќе се удрам се на една карта. Додека ќе Иснаев, например, економскиот тој момент е занемарлив, ама он вика па подобро е со мене заради тоа што јас ме пуштав повеќе да крекам. Малку повеќе да крекам. Да, може да кажеш. Да, и сега, значи, јас искрено сум збунет заради тоа што таа слобода што имаме, што вика Александар, на ниво на токенизам. Што ако јас имам сега слобода да му кажам на Заев или да седам до него? Исто како ламбата. Значи, сега се седи ти си ламбата, стоиш. Тоа е разликата. Предходно не беше у собата, сега си у собата, ама стоиш. Да. Значи, тука е разликата од едно на друго. Ама истата функција, истото си те. Тука е проблемот, да. Дефинитивно. И мене не ми се допаѓа исто тоа што кажа финско образование. Значи, Финска е многу далеко од тука, значи не ништо и немам исто со Финска. Од географска положба и временски услови до општествено. Но не е баш фински модел. Моделот е најблиску до американскиот модел. Да, јас го споредував Ама со финско. традицијата во Америка и традицијата во било која поранешна во своја Да, добро, но. Не може да се споредува, затоа што ние Не, не само за образование, го има за многу работи. Ние ќе го земеме законот од некоја европска држава, ќе го пишеме на хартија и после што не функционира, значи зошто го пишуваме? Еднакво добро нема да го почитуваме и тој. Значи они само го преведуваат, ниту го адаптираат за населението, него само го други преведуваат. култури се прашање. Па Други култури. Зашто тоа не се зема обзир? Мене тоа многу ме чуди. Зашто не се зема обзир дека стварно не може да биде компатибилно? Значи не се зема тоа обзир. Добро е ова, Може да се земе како корен, како пример, како темел да се земе, ама не може видиш што направиле, дај може ние да пробаме Не може нешто. да се Други култури се апсолутно се други култури, тоа е многу важна работа. Различни менталитети, не можеш да имплементираш тоа што е во Финска, во Македонија, например, или во Грција, иако е таа членка на Европска унија. Различни менталитети се, различен начин на живење има. Исто така. Грците не можат да Со имплементираат европски работи. Но? Самите грци тешко им може да имплементираат некои од тие Па тешко бидејќи се медитерански медитерански, да. Ние сме предодредени за уживање и комоција. Најдобар модел би бил соодветен, например, на нашата клима, италијанскиот, до некаде, да речеме. Иначе се што е повара е многу поразличен свет. Еден мој пријател исто така тврди дека Од Јужна Италија. Сицилија. Па, Јужна Италија струга, Од Напали најсоодветно. се органи. Да. Не, има разлика во како што одиш кон север, така европејското доминира. Милано и долу, Наполи, така многу различно. Да, италијанци имат, кажеме, како Милано не го сметат ниту за италијански град, него дека го Јас имам чувство дека е само по себе. Југославија, не знам дали има така во образовна смисла, мислам дека во културолошка блиски односи со Италија, например. Дека е многу од западните влијања преку Италија влегувале во самата држава. Словенија и тој дел од Хрватска, што е Истра и околината, сигурно. Австрија, да. И дека и фактички тоа што кажете дека мислам дека убаво спомнам дека Италија е најблиску до нашиот Најдобар модел би бил. Да, а сепак е по просперитетна нација отколку да. Значи, очигледно имало различен менталитет во нас. Исто не сум сосетен многу поразлично, значи Испанија беше некаде. Да, ама сепак има Тие медитерански земји се Да. многу поблиски, дали, да. отколку Америка една. Да. Така што е. Тука види, тука е проблем на дипломатијата според мене. Ние имаме најслаба дипломатија во не знам во за разлика од Југославија, кај што јас гледав еден документарец за Кина, МТВ отишел да прави документарец во Кина. И тој Ратајковски сам дека беше и го прашаа како стар од времето на мало човек во овако 90 години 100 таму колку живеа, Македонија како прва на кајата. И тој го сега дека декна. Со тоа дека цивилизацијата е многу била на многу повисоко ниво. И сега сакам да кажам зошто Македонија не води таква политика на збративување, зошто не се збративаме со некој италијански град кој што има универзитет, од таму многу полесно Скопје и не знам Ботена или Не знам зашо мислам дека ова е мисловно име, како да се што го спомнам за сегашни, не сегашни, генерално за функционирање што се
поgotovo ministri za obrazovanje ili za Oni ga so Bojko nešto da... za kultura, pa ministarstvo ne znam li funkcionira to, ne znam koje Da, sprotivili gradovi, pa u golemu Jugoslavije, sprotivili, kako si kao na, znači, odnosi kada što, na primjer, što ima Finska, znači Finci te gečat kusteve vije, kako dodeka su Italije, pak možeš, znači onak imamo iseljenici, imame ona kao... Dobro, дипломатијата, професија и ретко кои, например... Штатен град со темпи од Аризона, ќе кажеш. Аха. Има, добро, нон-стоп се братимува со Скопје, например, со Ниемберг, има кои ще земји. Меѓутоа, работата е тоа што ние немаме дипломатија, немаме надворешна политика, надворешна стратегија. Ако ви текнува, имаш еден кандидат за дипломат Оџер, што бил сакал дипломат да биде, ќе го направиме, јавноста ако не реагираше. Не се взимаат профили кои што учеле за тоа. Не може, например, некој религијски лидер да биде дипломат. Јас сум по-голем дипломат од Стево Пендаровски. Да. Па добро, верувам и други работи, дека Господ го цркнал од нива и го донал. Секакви теории. Да. Па тоа беше, значи, со самото тоа коленто отворени што е логична грешка, например, била гречка, фински са не смееш да зуцнеш, а ако зуцна против финско, она против тикот, да, против тикот на знаењето. А ти кој што чекај малце, па финска не е само Европа. Или друго нешто што е Европа. Ова сега што го дискутираме, тоа го дискутираме генерално голем дел од младите во држава. Сите го збориме, ама никој не сака да го слуша тоа мисли. Они буквално тие екипи што биле во тимот на Завоска, само тие невладени директорчињата, тие пустили со ман што кој мога ми прси, не знам. Тие се тие што го дискутираме. Другите нема еден што е. Да знаат фински и Холандија како користиме за пропаганда, те не пишат од живи. Холандија е цивилизација. Една дистрикт Холандија. Не знаат дека има и други делови на Холандија. Турција вчера ни нафиши беаќе нас со послушите. Мафија се вчера што беше. Добро. Тоа по-тален ден што со попијаши Да слушаш. Не имавме само послуши со лични карти, имаше злоупотреби некога. Не е тоа ништо ново. Епа, не знам, може да се изготвува паралелен образовен систем, што вика влада усенка. Некои партии многу слабо, иако во Велика Британија има тотално влада усенка. Само овие што се сега лабористите си имаат своји министри во сенка, да, и они си изготвуваат паралелни реформи, фактички за кога доаат на власт, одма да бидат спремни. Кај Мицко сигурно не е спремен да... Мислам, спремен е може би да некаде, ама не е спремен да комплетно да преземе власт. Така што ја мислам дека тој начин на паралелно и овакво shadow, да речам, да, која што би си подготувала, како да кажам, не сме експерти за се, меѓутоа еве за образование може да се припрема. Зашто таа идеја би била убава да му се каже и на Заев, и на Мицко, и на Шекеринска, и на Ѓорчев, сите тие што не ги спомнувам, како што евентуално ВМРО последното тоа што ми го помисламе дека нас младите таа опција да се избере ВМРО за да се замени СДС некој кој се некако оттргнат се уште моите има таа перцепција дека ВМРО се демонизира на некој начин. Мислам дека ВМРО кај младите не е опција моментално. Не ја гледат, мислам дека како опција, они би го бутнале срцем, ама не знам дали сакале да казат, затоа поише се ориентират може би кон левици, кон некои тука радикални ставиат други Левици имаат голема подршка сега. Од младите има, што револтот има колку канализира. Димитар Василев е еден многу интелигентен човек. Веројатно најдобриот завршен студент на правниот факултет во историјата на правниот факултет. И еден од поинтелигентните луѓе кои што ги познавам. И тој добро работи со масите. Да. Сега философијата мене не ми е прифатлива, но тој умее да заведе, народски кажам. Не знам, единствен начин освен вака, само со второ веќе. Функционира вака сега во дискусии со дебат за можем надежда дека не слушнат да кажат че стварно луѓе граѓани во страна дискутираат што па ќе го примениме тоа што го зборат за да увидат дека не други што разписуваат
на различен начин, не се само тие што прво ВМРО што ги гледаме когато например јас сум по-убедуван социјалдемократ. И тоа значи дека јас морам да се согласам со тоа СДСМ што според мене мислам дека како ми каже тегности. Ако вие сте социјалдемократи, треба да испишете како социјалдемократски од името, барем да не се брукате. Не знам да кажам, мене ми е не знам, мене ми е нема смачено, а мислам дека младите генерално ВМРО не го гледаат како опција на тоа. Колку и да се трудат, мислам дека ВМРО на тоа имаат само некаква техничка спрема, немаат некаква содржина за да понудат нешто ново. Мислам дека уште се обидуваат да го земат системот како што си беше. Мислам дека поише се ремонтирани тоа што заедно го превзема системот што они го раководеа, него што сака некој нов демократски систем да го спостави. Да видиме сега веќе на локалните избори ќе треба да се види дали ќе има трета опција. Дали малите партии на центарот ќе се обидат да се обединат и да излезат во коалиција. Нешто за што јас се залагам се српно да се случи. Ако се случи, тогаш има шанса. Ако не се случи, тогаш Да, превишувам. Тука е работата затоа што не е само ВМРО СДСМ, не треба да се гледа како партија, треба да се гледа како демократско општество. Значи, веќе ние кога сме демократија, или се декларираме како демократија, ти треба да имаш кој избор. Значи, не треба да биде ова или тоа, или ова кога ќе падне овој да дојде. Не треба така да функционира. Значи, демократија не значи дека само тие постојат. Значи, треба да има избор на поголем спектар на партии и нека си помали партии за потоа да коалицираат. Значи, треба да имаш избор и тоа е лошото што не функционира тоа кај нас. И голем дел од државите има двопартиски систем. За да има успех на помалите партии, пресудно е да има смена на изборния систем. Ширна изборна. од тоа бегаат кој ѓавол отказ. Ева се да спомнам, мисля се, една изборна единица. Мислам дека било Една Има шанса за сите И повеќе. уште ако ја направиш со отворени листи, Готово. мене ми се допаѓа твојата листа, ама чекај сега, јас ќе го кажам. Да видиме Сега да се ја се манипулира с една изборна единица со тоа што они единствено Демек ја предложија, а уствари они беа против неа. Они ја предложија, ја Они кажа дека ќе се смени преходните уште избори 2016 кога Дека они ќе се залага, ама и се залага јавно, ама за затворени врати И за медиите. Ами и избори истото го збореа, сега уште така стои, ништо не се знае, дека ќе се собереме сите партии да дискутираат. Па тоа е тоа што професорот кажа, предлага поблага антидемократична стимулација да се. Да. Или швинка на антидемократична. Само швинкати кај пут липстика. Не, јас сум го објасни тоа. Тоа ќе низам тука, ама не е за да кажеш само. Да помине денат. Да. Ти ќе кажеш да Кои се денес само само ги ги нема власт, слика и ги брати ги. Ние сакавме, но ги не даваат. Не знам дали ете, може би треба да се истапи пред нели сме пробали со пленумот тоа, пред пленумот делуваше горе-долу некојаше како институција. За тоа имаше УКИМ тогаш како да речам институција каде што беше како бафер зон помеѓу студентите и власт. Значи УКИМ беше местото каде што баферот каде што се состанува Адеми и Ставерски и пленумите. Значи денеска не знам, не постои можеби таков бафер зон каде што би можеле да некако да тие луѓе кои што се на маргините во критичката листа да се сретнат со овие фашије кои што профитираат по Мои не прифаќаат дискусија. Не видите на телевизија во последен период, никој не искача од функционериве на дебата со било кој. Опраќаат Стојан Шангелов. Значи секој момент Стојан Шангелов или Ненад Стојановиќ како се беше Јована. Значи Геов има job description некако да се избегува на интервјуа. Ти нешто не дадеш Пјутер на интервју. Да, но оди Стојан се знае како тек звезда, брат. Значи не разбирам тоа. Ниеден, ни Лјупчев ни Волски од тие 3 дена на одбор у време на пандемија за корупција, не за корупција, значи не е тоа ако веќе се декларирало. Ама заслужува, сами не заслужува. Зашо заслужува? После путерот. А сами у затворе, од една клучна стапка или не, путерот го фати да. Што следи? Стојан Шангелов го разрешија од за офичарно што беше оваквото, не го разрешија. Венко го разрешија, не. Стојан ќе рече по 6 месеци ќе евалуирал дали направил грешка. Значи дали ќе може да среди центарот за прогонисти. Евентуално ќе обудира. И треба време да се
Odgovornost za бегството на Груевски, кој е одговорен? Се поднесе Оливер Спасовски одговорност? Не. За Мјалко човек што театар Това е бегство. Никола Груевски избега и министр беше кај кој одговорен. Него одесва. Плюс имаше, вие речете дека, јас се мой пријател разговар, рекавте дека сега сама се по демокрација. Иако има Помалку антидемократија. Ама има едни многу интересни индици што некогаш ме тераат и тоа да го кажам. Во време на пред тоа, волку луѓе по затвор ја немам. Секој ден се апсат луѓе, значи секој ден има луѓе по затвори. Каде го таму? Во Македонија. Значи све живи диво се Кој само милиард километри? Исто така. Корекција, се апсат македонски луѓе. Македонци, етнички македонци. Све, значи Не све. Полициски час е прошен за една бутална тага. Дали владат сите закони? Имаше момент каде што овој како се вика Заев кажа вака на пресконференција. Тоа беше антидемократски кој што вика тие. Он вика притиснавме по името и по семејството на Мјалков. Чекај малку бре. Кога чекаме ти мисли ти да притискаш било кој да е да е серијски убиец, да е човек кој што извршил најголем криминал. Во име се да ти отпрвен гилти во демократски општество. Ти не можеш да заплашуваш семејство. Има законски механизам ти како да го заплашиш, да му земеш тимот, како ќе му го замрзнеш тимот за еден ден без никаква одлука од суд. Значи ти треба да се докаже криминал, по која индиција, по кој закон, ти не го замрзнаш. А нема му се Закон закана оправдание. Станува Бога, ние се политички протестираме. функционер, па неговите му да се полициски. Ние се протестирале против таа мала претходно. Меѓутоа, чекај малце сега, значи, рече ти дека ќе донесеш правдата на демократски начин. Тоа не си ја правдата, ама не го прави тоа. Било кој човек. Ако они веќе спремен на тоа утре за било кој. Да, ако нам јавно го прави тоа, нема да Значи он не е спремен да го направи истото и тоа е веќе страшно нешто што треба да се види како така тоа ќе се случи, како кој ќе го замрзне тоа. Да, притискање на имоти на семејство. Тоа така се деси притисок, од ако се кејате кога беше промената на уставот на името, нели ги притиснати 8 души на думава што беа атениците. Да не е затвор за да ги пуштат. Тогаш беше по-дискретно, по-субтилно, се ги Да, скочи јавно и каже дека он ги притискал буквално. Нешто што го обвинуваат Тој кој сам сам си го го прави. кажа, ние беше ова веќе нешто приказно да слушаш. Што е да страшно, јас ја слушав изјавата и тоа беше стварно. И така помира некако кажеш. Добро, не Меѓу си елиф по партија што се поли слушаат едни и други. Не кажуваат чека што има за малце пиар, малце закливало. Да, кажа чекајте, спрете луѓе малце негде. Забегавте малце. Затоа образованието ти е доле, за да нема едуцирани луѓе да се противстават на тоа што се дешава. И сега И картичката е полна, бе. Да завршиме со Ако сакате, ова снима, уште може туше да се избори. да завршиме што малце. Да, ајде за прокружим, да. И тоа што викаше исто, аз мислам дека спомна за одговорност. Значи, Заев пак каже дека не се чувствува, значи биде. Ние бараме сега да понесат одговорност за образование. Они за ковид не понесат. Мораме да сватиме дека за овој испање да понесат одговорност, заради тоа што за покрупни работи, објективно покрупни работи, не понесуваат одговорност. И сега Заев го прашува, поднесете одговорност. Он вика, не поднесувам и го дава најлошиот можен одговор на сите времиња. Вика дека отвара пазар во Велес, јас сум од Велес, пазар затворен во Велес, кој што го ветуваа уште 2013 на локални избори. 13. Да, значи го ветуваа тој затворен пазар уште 2013 на локални избори. Таа скоро 10 години се мине. И он вика кораче дојде позитивна вест за граѓаните, на дождови и на сонца вика ќе пазаруваат овако, значи го прашуваат поднеси одговорност за мртвите, он вика позитивни вести требало да се шират и една од позитивните вести е пазар. Значи Како држава за кога што се е пазар, веројатно пазарот е многу важен. Најбитен, да. И сега Макдоналдс, Lidl, тоа за Заев е интересно, за Заев што е позитивна вест. Неки се тура пајко е овако Lidl да има како нека псевдокапиталистичка дистопија, а тоа е тоа е онака. Многу чуден човек, многу работи му се него Него позитивно ќе ме сонце да изгледа да е убаво времето. Да, и тоа е рече еднаш. Вика, рано пролете, вика, вие сте многу симпатична новина. Тоа му е задавно интересно. Значи, окей, он како човек мислам на страна што си е таков, тоа се Да, негова. народски човек. Негова доблест или проблемија. Али силно дека немаме добро судство. Не судство, систем. Имаш јаки институции. Имаш институции, а не Ако црсти не работи, кој ќе работи обвинителството, ќе работи основа на апелационен уставен суд, ние ќе имаме добра држава.
во држава. Судството е извор на секоја криза. Само ќе звучи може малце контрадикторно. Немаме ние механизам кој што ќе санкционира. Знаеш кога, Немаме таа критична одговорност. Знаеш кога? Ја. Кога станците не притисна. Неколку пати чајот. Да, во случај ако се инволвира, например, амбасадата на САД Британија, да, меѓутоа ние како македонци не можеме да излеземе од тоа. Ако се Што сега не мачи зависност специфични да немаш амбасада тебе да ти каже Ама, да што да правиш. тоа, Значи, знај, ако ти амбасада чекаш, нема зашто да Знаеш како, знаеш како? протекторација. Значи си протекторација. Де факто. Да. Добро, меѓутоа мислам дека они не притискаат за тоа што сакаат, туку за тоа што мора. Значи, например, они те ставиле терет, они те ставиле меѓу наварете и сакаш Даде подршка. даде подршка, за да бидеш ти на власт. Ти таа власт треба да ја помогнеш. Тие континента се им изневера од нивната подршка, они со на сила ти покажат ти каде имаш грешка. Кога беше во државна изборна комисија, амбасадорот Бејлин, се да се ќе добро правеше, он имаше направено со патни трошоци, Дик ги разреши. Дик кој ги разреши, не ги разреши. Ако да дојде амбасадор и кога вие си гледате, Зошто стално, зошто ова не се беше вчера повторува случката со мафијата со ова. Државната сега се вклучи. Да. Тоа насада Сега се што снежа. знаеш, сум тим пиктор. Значи американците и тој не знаеш американците, амбасадите тој чавно што за сад беше со случајот театар со Мјава. Можам глава да сечам дека сигурно сум дека има тука некој инволвиран. Значи они си ги имаат, они сами си ги прават договорите. Овие бизнис елити. А чавлерот е тука само да ти каже, сакаш Европска унија, имаш тука Франција и Бугарија и тие компании имаат, не е само Бугарија проблемот што не можеме да влеземе во Европска унија, уште некои држави што кои Франција, кои што се што ти кажа Франција, да имаш ти владење на право во тази држава, не може Ма да чекај, ама Франција беше тоа што ти сега Бугарија прави. Зошто Франција уште не е против? уште тоа не може да ја Само што има некој друг да биде против, Да. не сега тоа не Да, се не, има четири држави, например, Не може да има. они Македонија е Франција не се експонира. Што е сега го експонира тој проблем кој што не е лесно може да се манипулира. Само Бугарија, притом са Бугарија стане готово решено. Па Франција е Тоа беше за Грција 20 години. Да, Тоа што беше Грција, за Грција беше проблемот кој се реши. Грција сега што? Бугарија. Бугарија кога се реши ќе исклучи трета. Трета држава. Не се амбасадите тие кои што нас не ги се Требаше, да. Они сакаат Европска унија во ред, и тоа треба да реши. Сега тие упорно си побара подршка, речеме Заев или ќе отишка американците, французите, италијаните, и рекол, ја ќе ја спроведам правото, ќе го решам тоа. Само оние односно го излажал тоа, или го увидел тоа, ако си да не го случај со други амбасади, ти буквално наведаш интелигенција, ти им кажеш, јас те ти дал, ако ти не изневеруваш. И сега вчера Деја беше де факто спроведена акција од нив. Да, значи оние ако Деја не упаднеше, никогаш не може ништо да се случи. Ништо. има на поговор. Тоа објаснува многу само ние имаме некадарни ликови на високи позиции, не еден двајцачи, на високи позиции. Утрената и политички, и Мицховски заедно кога преговараат, они 20 се некомпетентни да го дискутираат затоа што хипотетички зборам, не сакам да ја директива, затоа што они кога дојдат на власт само сакаат да бидат новиот, да речем, Груевски, новиот Заев или новиот диктатор што ќе ја води држава.